ВМРО ДПМН предупредуваше за високото ниво на Охридското езеро. Поучени од минатите години, предупредивме дека во наредниот период нивото на водата ќе се вголемува и треба да се реагира. И покрај предупредувањата, и првиот пат, и сега по втор пат, поплавите причинија огромна материјална штета кај објектите долж целото крајбрежје. За целото ова време, каде е кризниот штаб и зошто не се активни заедно со Центарот за управување за кризи во Охрид? Зарем се чекаше да се случи катастрофа и жртви да бидат охриени? Што направиле цело ова време за да придонесат за спречување на овие катастрофи и други несакани појави? Пред сезоната на дождови и топењето на снегот не е извршено никакво дополнително предпразнење на акумулациите како подготовка за прием на големото количество на вода. Зошто раководството на ЕНЕМ дозволи сериозен пораст на котите на Охридското езеро? Надмината е критичната точка 26 см над максимално дозволената кота. Зошто не е навремено реагирано за водата да се испушти и полни навремено шпиња? Покрај катастрофалните штети има и негативно влијание на земјоделието во целиот регион поради енормната влажност на почвата, штетите ги претрпуваат земјоделците и тие се големи. Одговорност за раководството на ЕНЕ мора да има. Одговорност за сите надлежни исто така мора да има и ќе има. СДСМ и владата најмалку што можат е да направат и да се извинат на сите граѓани што се погодени или живеат во страв од поплавите. Веднаш да го разрешат директорот на АД за направените пропусти во работењето, а градоначалникот Стојановски да си даде оставка од функцијата. ВМРО ДПМН апелира во иднина владата на СДСМ и раководството на ЕНЕ совесно да извршуваат функцијата бидејќи ова е недозволиво. Да ги следат временските прогнози и промени поврзани со водостојот на Охридското езеро со навремено регулирање на водата за да се избегнат несакани материјални штети.